Ја следите заспи ако можеш, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ и обврските од мене бараат и оваа вечер да бидам со вас во обид да, повторно ќе речам, да рационализираме, да бараме одговори во ситуација кога емоциите се на многу високо ниво по големата трагедија што ни се случи во Кочани. Трагедија како што не се памети, трагедија која што практично го зацрни овој град, меѓутоа и целата земја, 7-дневна жалост е во Македонија, ден на жалост е прогласени во соседна Србија за утре. Тешко е човек да се соочи со емоциите, да се соочи со она што го чувствува во овој момент. Јасен е и гневот кај многумина од нас, па и овие испади, како да ги наречам, како што беше денеска уништувањето на оној локал на собственикот и на дискотеката во која што дојде трагедијата од страна на повеќе млади граѓани, иако сметам дека треба да го задржиме колку што е возможно здравиот разум, да ги оставиме институциите да работат. Владата презема пред себе многу сериозна обврска да не само да го расчисти овој случај, не само да одговараат сите што на било кој начин се инволвирани за да дојде до оваа трагедија, туку еднашка за секогаш да почнеме безпоштедна борба, безпоштедна сурова борба со сите оние кои што го изигруваат системот, кои што за пари, за длакомост, за ситни интереси, сите нас не упропастуваат веќе долги децении и кои што од Македонија направија несреќно општество. Вечерва со мене во студиото е поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ. Добра вечер, Богдановиќ. Со кого ќе разговараме, се разбира, за дел од аспектите на ова што ни се случува. Ќе треба време. Јас потполно сум сигурен дека ќе биде потребно многу време да можеме не да се вратиме во нормала, туку колку толку логично е да ги разгледуваме работите со оглед на фактот дека се уште сме под тежок шок, стрес од оваа национална трагедија која што ќе бара од сите институции, од сите општествени слоеви да покажат, како да го речем тоа, и внимателност и трпеливост во соочувањето со сето ова што не се случува. Да, најпрво јас би сакал да изразам сочувство до семејствата кои што ги изгубија најмилите во трагичниот настан што се случи во Кочани и да, ајде да кажам, се помолиме за сите кои што беа тешко повредени, што побрзо да заздрават и да останат живи, бидејќи слушаме лоши вести од сето тоа и се надевам дека тука ќе застане и ќе успееме, односно со помош на сите, како што најавивте во почетокот, ќе успееме да спасиме повеќе животи. Ова не е политичка битка, порача премиерот, ова е борба со злото. Ние сме навикнати, како општество, секогаш да се делиме по партиска припадност, по религиска, по национална, каква и да е. Овој пат е испратена порака дека злото ниту има партија, ниту има религија, ниту има нација, има само заеднички интерес од било која страна на политичкиот спектар да е. Добро е што и лидерот на СДСМ испрати слична порака, господинот Венко Филиче, дека не е време за поделби и мора да одговараат сите што се виновни, па од каде сака нека се, кој сака нека име Вујко Владика, Чичко директор, со кого сака нека се здружиле, со кого сака нека биле во добри односи. Па да, ова е трагедија која што мислам дека се нема случајно, односно можда од текот на независноста кога имавме несреќни случаи со авионите, да. Со авионите, па потоа уште неколку, но ваква трагедија со толку пред се млади животи е навистина потресно и морам да кажам дека тука треба да се даде поддршка на институциите без разлика
кој е на власт, кој е во опозиција, дека да се завршат својата работа и треба да веруваме во институциите на системот. Пропусти, на жалост, не доведуваат до ваква трагична ситуација. На жалост, пропусти се случуваат секаде во светот, на жалост и ние не сме одбегнати. И ова само треба да го вклучи алармот кај сите нас, дека со секој наш чекор, со секој наш непредвиден или намерен и ненамерен потек можеме да доведеме до несакани последици. И тука треба сите да се обединат без разлика, како што рековте, и на политичка боја и припадност и национална, да се казнат кривците кои што довеле до цела оваа ситуација, за да нешто вакво не ни се повтори во иднина. Уопšte ни се повеќе луѓе. Градоначалникот на Кочани од морални причини поднесе оставка, што е, испоред мене, исправно. Вие сте биле градоначалник на најважната скопска општина. Некои велат потегот на градоначалникот е исправен, други се фаќаат за прашање типот дали требаше вчера да го направи тоа или денеска, дали требало јавно да излезе или не знам што. Меѓутоа, човекот ја презеде својата одговорност. Дали мислите дека сите луѓе кои што се наоѓаат во ситуација кога се на одредена функција, без разлика дали ја имаат вистинската личната одговорност, личната вина, односно, треба да застанат и да речат мојата политичка кариера, мојот, како се вика тоа, мојот квалитет на живот се помалку важни од одговорноста која што се носи према граѓаните со кои што ми било дадено можност да раководам. Па, мислам дека градоначалникот направил исправен потек со тоа што од една страна од морални причини, бидејќи пак се случува тоа во неговиот град со кој што раководи. Слушаме од прилика кои биле надлежни, кои ненадлежни, но сепак да не преюдицираме, да оставиме истрагата си да си го заврши своето. И тоа е еден чин и гест за што се вика и на крајот да се ослободат и самите институции да спроведат истрага, па поврзано и со локалната самоуправа и со сите оние кои што биле вклучени во процесот како функционирала таа дискотека, кабаре или така натака. Така да тоа на некој начин може да им покаже на граѓаните дека има некоја морална одговорност со која што колку толку барем ќе ни даде некоја утеха дека нешто може да се промени, но тоа треба да биде сигнал за проверка во сите останати општини како функционираат пред се установи каде што општо имате собир на луѓе. Тоа значи да се проверат и сите кафичи, дискотеки, секаде кај што има над 5, 10, 20 луѓе, болници, старечки домови, училишта, градинки, бидејќи такви несакани или пропусти кои што се правени намерни или ненамерни или со, да кажам, некој премижал за тоа, може да доведат до несакани последици. Тука сега треба исправност да имаат пред се институциите во строга контрола да се направат и да се анулираат за не дај Боже понатака да се случуваат. Премиерот рече дека ќе се проверува се живо и диво. И практично најави дека еден куп локали всушност работат субстандардно. Односно не ги исполнуваат нени основни услови за работа. Вие, се ќе ве прашувам вака и лично, вие бевте градоначалник на општина во која што сакале или не се наоѓаат голем број на локали, фала Богу не се случило такво нешто, меѓутоа од прва рака ги знаете околностите, можете да кажете, не може да речем за процент, меѓутоа во известна смисла колку е приватници, собственици се држат до правилата на игра и колку се свесни во некоја морална смисла за опасностите што демнеат. Вие имате стотици ресторани во Скопје, веќе земеме, во центар конкретно, дискотеки, локали, барови, илјадници деца се тамо, не само деца, и возрастни, секоја вечер. Сега имате ситуација во која што родителите викаат дали да го пуштам моето дете воопшто да оди, да си помине. Па јас пред да доаѓам тука баш дискутирав. Сега ова ќе биде проблем
и на сите останати угостители, бидејќи секој родител ќе се плаши за своето дете, но и секој возрасен човек ќе се плаши каде да отиде. Дали сум безбеден? Дали сум безбеден за тоа? Најголем по мене проблем е до крај не ни се прецизирани законите. Добро. Бидејќи вие, например, за одреден локал, за да отвори, да работи, морате 10 различни институции да дадат одредени одобренија. За противпожарна заштита дава еден, за употребна дозвола дава друг, за урбана опрема дава трет, проверка врши еден, проверка врши друг, па имало инспектор, немало инспектор и на крајот мислам дека сето тоа треба да се канализира во едно место и една институција да биде надлежна за тоа. Зошто го кажувам сето тоа? Бидејќи на местото каде што човекот, односно сопственикот, секогаш ќе најде место каде што ќе може да пробуши. И ако сега, например, мене една одредена институција ми потврди дека се е во ред, а ние како општина, например, не сме надлежни тоа да го проверуваме, а не е во ред, тогаш утре па општината ако направи одреден пропуст и тука не знаете кого како да сноси одговорност. Зошто тоа така е направено? Воопшто имате представа? Ова се претпоставувам работи што се затоа што провлекуваат години и години назад, да ја од сега. Пак ќе кажам, тука е највеќе влијаело политички. Кој сакал да има контрола во одреден или во одреден момент. Мислам дека толку јасно се дефинирани законите, само подзаконските акти до крајот не се доодредени. Подзаконските акти. Да, и сега вие секоја општина на крајот може да си толкува како сака и ако нешто не е доречено, она си го доуредува како нејзи одговара. Па сега некој сака да стимулира, например, да има што е повеќе кафичи, што е повеќе ресторани, некој па има обратна политика и тука доведува до некој начин на пропуст. Значи не е стандардизирано, ова мене ме зачудува. Јас мислев дека во целата држава постои еден стандарден начин и тоа е тоа. Не. Ова сега збунува. Не, например, вие имате за урбана опрема, каде што ние од кога почнавме да се ги превземаме ингеренциите конкретно за Дебар Мало и парк и за Мал Ринг, направивме одредени критериуми кои што фала Богу се почитуваат. Но другите критериуми требаше да донесеме правилници, но јас веќе не бев градоначалник, останаа под град Скопје. И сега како што се менува политиката, секој си ги менува критериумите и не може општината тогаш да регулира, бидејќи вие ќе излезете на терен како инспекторите за контролирање на градба, ќе ви излезе одобрение што е дадено од град Скопје, кое што не соодветствува со законите. Например, дава цврста градба, не може тоа да се случи. Значи, тоа треба да се даде, ако општината е надлежна, тога сите ингеренции да ги има општината. Или пак скрос нека се одземат ингеренциите на општината, нека биде одредена институција. Сега затоа да не лутаат. Даде министерство ова или она, и сега ние не знаеме. Министерството ќе префрла топката на општината, општината ќе префрла на министерството. Што е стандард кај нас, да. Тога е најголемиот проблем. Второ, ние сме имале случај каде што сме вршеле уривање на незаконски изградени делови, тараси, каде што се доградувало, правело спротивно на урбанистички стандарди се, најголемата грешка е тука и обвинителство, бидејќи секоја бесправна градба или градење спротивно, а претпоставам дека и во самиот објект нешто е доградувано правилно, тоа што успеа да прочитам по медиуми, значи вие како градежен инспектор утре да изврши контрола какви елементи се користени, дали е градено согласно одобрение или не, обвинителството не постапува. Ние имаме неколку такви кривични пријави кои што не се постапувани за цели објекти. Значи, доколку некој отишол во притвор, во затвор или осуден, тогаш некој друг нема да се сети да прави такво нешто. По принцип би требало да е така. Но знаете како? Безбедносни стандарди. Ние, може би, мене лично би ме било разбирливо кога одредени стандарди не се почитуваат, кога е во прашање, не знам, сега, да не банализирам, дали ќе биде шанко 3 метра или 2 метра, напамет зборувам. Меѓутоа, безбедносните стандарди, дека мора буквално во секој објект да има противпожарни, дека мора да се предвиди, особено во локал каде што влегуваат 500 или 1000 луѓе, дека имате само една врата. И тоа врата 2 на 1, каде што здравиот разум вика не може да помине повеќе од 20 луѓе во една секунда, тоа е така. И сите други стандарди. Дали, не знам, плафонот лесно се запалува, дали што и да е. До таа мера се одело на не ми е гајле, само во име на голиот интерес, што мене не ми е јасно. Затоа што, например, и одобренијата кои се даваат од приложената документација. Значи, одите во приватна компанија која што ќе ви изготви проект,
за противпожарна заштита, ќе ви изготви проект за адаптација, а реално, например, тој што издава дозволата не излегува на терен. Не излегува на терен. Па, во најчесто од случаите. Ја не верувам дека некој од министерствата не се потепал да оди во Кочани за да провери дали е всушност така. Он прибавил или некој му нацртал, а дали е спроведено на лице место не контролирал. И тука затоа треба да се сменат и правилата дека сите такви места каде што имате собир на луѓе треба да поддржат на законски, не да биде може, не може, него мора. До 3-6 контроли кај што ќе се спроведува и тој што ќе стави подпис одговара дека се е така како што е напишано во проектот. Ова е многу важно, мора, а не може. Бидејќи што се случува? Например, одредени објекти, посебно угостителски, може ќе приложат и може во моментот ќе направат како што треба, ама после ќе доградуваат, ќе менуваат, ќе прошируваат. И тоа никој најверојатно нема да го забележи. И после тоа односно, вие немате институциите нема да го забележи. И затоа вие требате да има воспоставено пракса да има контрола на тие, да биде законски обрзано. И доколку го прекрши, веднаш да иде со санкционирање. И тогаш самиот сопственик ќе се праша дали би си го дозволил такво нешто, да вложи толку средства за да пробува за некоја ситна, да кажам, проширување или нешто друго да направи, за да му се случи проблем после. Ова што го зборувате оди на фонот што го зборував во вчерашната емисија со гостите, казната сама по себе, постфестум, откако ќе се случи, веќе не е толку важна. Мислам, веројат, овие луѓе што се виновни, апсолутно треба да добијат максимална казна, тоа сите го очекуваме и е фер. Меѓутоа, десетици животи отидоа и мала ќе биде утехата дека некој ќе остане во затвор 20-30 години. Работата е, и ова вие што убаво кажувате, однапред, ако тој човек под закана од системот ги спроведува сите стандарди, сите норми и сите закони, затоа што ќе изгуби дозвола, ќе остане без локалот, ќе плати дебели глоби, најверојатно, секогаш има исклучоци, но најголем дел од нив ќе речат па не ми се исплати. Така и тогаш ќе имате вистински дискотеки, кафулиња, кабариња кои што ќе вложат многу средства, ама боле да има, подобро да има 10 квалитетни, него 100 неквалитетни. 50 шупи како ова, објективно, така што го видовме во Кочани. И тогаш и самиот човек кој што ќе вложи многу средства, ќе има многу поголема заработка, бидејќи навистина вложил, го направил по сите стандарди, тоа како што треба. Уште една работа од овој аспект. Мене не ми е јасно. Излезе дека човекот му дале или направил фалсификувана лиценца. Уапсена, односно притворена, или како веќе се нарекува тоа поранешна државна секретарка во министерство, се спомнува и некоја, според мене, смешна цифра за која што му била дадена таа фалсификувана лиценца. И сите знаеме, во принцип. Знаеме, односно предпоставуваме дека е така. Меѓутоа, вака ќе го видите како фактичка состојба, дека не знам, за 3-4 евра, вие како мокиник можете да си изготвите, да си добиете од државна институција дозвола, лиценца, што и да терате надвор од секој стандард и мува да не ве лази. Ние почнавме еден проект во општината, а тоа беше да се биде дигитално и јавно достапно. И кога ќе имате, например, веќе постојат такви системи, ги користат во светот, каде што вие, секој што е во администрацијата е должен да го храни тој систем и на крајот тука е се по хоризонтална и вертикала поврзано. Односно се е доста по електронски. Сите акти кои што се издаваат треба да се даваат по мене да бидат електронски, односно све да биде дигитализирано, бидејќи тука го исклучувате човечкиот фактор. Апсолутно. И вие кој ќе издадете нешто и кој ќе го објавите, кој ќе биде достапно нормално ако нешто не е само класифицирано по одредени по закон за класифицирани податоци, односно ќе објавите се што е потребно како дозвола, тогаш, например, било кој инспектор ќе може да го види тоа на што има пристап и може да констатира правило или нема. А вака, например, како функционира? Ќе отидете во одреден објект, па ќе го побарате сопственикот во рок од 3 дена да ви донесе лиценца, па бил тука, па не бил тука. Не, се мора да биде јавно објавено. Зборам, ова е поучение за понатак. Значи, дали е сообраќајно решение, дали е дозвола за работа од колку до колку. И тогаш и тој што е обезбедување на дискотека ќе може да провери, да види што обезбедува. Сега, може би дел од луѓе во преска баш гледав
дошле на работа, газдата е склучил договор, биле обезбедување, дури слушам некои учествувале во помош на сето тоа, гледам дека се сега обвинети дека биле на самиот настан. Затоа, кога ќе знаете вие дека се е објавено, прикачено и тоа е институцијата која што тврди за веродостојност на документот, нема од тоа бегање. Тога и полесно се проверува. Да, тука се согласувам и тоа е едниот аспект. Ова што го зборувавме претходно со запретените казни однапред е вториот аспект, меѓутоа третиот и најважниот. Кај нас тој коруптивно-криминален систем се развивал долги децении, повеќе или помалку неказнето, се разбира, имало казнување, меѓутоа системот толку многу се засилил, тој коруптивен систем, што со децении се претворил во чудовиште практично, во еден организам сам за себе. И сега вие мислите дека е доволно да го запрете само со акти, со законски обврски и со не знам со контрола врз база на електронско прегледување и така натаму. Тука ќе мора нешто повеќе. Тие луѓе не се плашат од тоа. И така и мислам дека и тука ќе најдат начин да ги изиграат работите. Прво, ако вие го дигитализирате процесот, го избегнувате човечкиот фактор. Добро, ова е многу важно. И вие за понатака никој не може да мами. Значи, посебно еве сега има ГИ систем каде што се е ставено на интернет и се може да се проклопи. Значи вие кога ќе дојдете со елаборатот мора да се преклопи дали одговара објектот или не. Што е Во тој систем ќе во ведете отприлика кога е граден, како е граден, значи тоа се прави со еден записник од инспекцијска служба и тој што утре издава одобрение само ќе отвори ќе види дали одговара или не одговара. Например, јас кога што видов дека кровот е од азбестни плочи и дека тие се забранети уште кој знае од кога. Да, баш така. Значи, прво и да не се случило нешто, тоа е канцерогено самото место каде што одите. Значи, по автоматизам нема да може да се дозволи. Али тоа се прави цело време ако вие го храните тој систем со такви податоци. Значи, дали е градежна инспекција, дали е утре инспекција која што е надлежна да ги проверува ПП апаратите. Еве имате случај, ова јавноста може не го знае, самата фирма која што на пример е должна да ги контролира ПП апаратите, само го менува ливчето, а не ги проверува. Значи ќе добие на тендер, ќе спушти цена и сега тука одговорност. Навистина е ова. Да, имате вие цели институции каде што фирма која што со години работела, само ќе го смени картончето, не проверува ПП апаратот, воопшто не го тестира дали е под притисок или не. Тоа и текот на годините нормално е да и сега гледате дека и тука имате пропуст. Второ, исто како што во сите овие хотели се граат системи, одма да се активираат прскалки се, тоа треба да важи и за значи што построги критериуми, али се да оде дигитализирано. Но што е со човечкиот фактор? Да, вие велите дека во голем дел човечкиот фактор ќе биде избегнат со помош на дигитализацијата, но вие имате инспектор кој што треба да провери, а тој може да е корумпиран. Имате секретар, не знам кој што може да биде корумпиран затоа што е пријател со овој што ја прави ваквото, па ќе намигнува ќе се прави недоветен. Имате полиција која што можеби е локален братучет на другарот на чичкото, па и тој може да се направи со тој аспект, кога е опрашање човечкиот фактор како да се излезе на крај. Затоа кажам, проблемот е дека по мене треба да се централизираат работите и тоа издавање и контрола треба да биде координирано. Бидејќи што се случува? Например, еве ние сме имале такви случаеви каде што ќе донесеме одреден акт, решение за уривање, отстранување и така натака, но например второстепена комисија која што е на нас, а е пример државниот градежен инспекторат ќе ни го одземе предметот и вие не можете да постапувате или ќе ви го поништи решението. Зошто? Затоа што тие над вас можеби така одлучиле. Така им одговара. Така им одговара, да. Исто како што го кажав примерот со обвинителството. По мене ние секогаш кога сме постапувале, секогаш сме праќале до обвинителство. Сметаме дека тоа е дивоградба. Дали се скали, дали е нешто проширено, дали е цел објект, но вие немате реакција. Обвинителството молчи. Не реагира. Не ги повикува на разговор, не види, можеби не е за затвор, бидејќи од 3 до 5 години е затворска казна, но барем дајте му условна казна. Но како не реагира ова повторно ќе речам, да, нашиот правосуден систем е довербата му е јасна, меѓутоа кога кажувате вака оголено. Вие, например, сега кажувате за инспекторите. Инспекторите, например, земаат плата 30.000 денара, 35.000 денара. И сега тој носи решение на одреден локал дека
тарасата, објектот заземало јавна површина, нема одобрение за сето тоа. Ние сме имале таков случај. Рушевме еден ресторан каде што и кривична пријава беше поднесено. Го срушивме на крај објектот, утре дента се собираа луѓе, дури многу луѓе, малце и цинични беа, кои што се диџеи или пејачи, даваа поддршка на сето тоа, бидејќи тој собственик, тоа име тезга на некој начин. Им одговара. Им одговара, да, ама вие кога објаснувате, ние имавме случај, нас ни палеа свеки, ни да опело ни држаа. И тие инспектори се соочуваа после со страшни притисоци, бидејќи некој ќе им го најде телефонот, па им се јавуваше и така натака. А од друга страна има плата 500 евра? А од друга страна имате обвинително кривична пријава пуштено до обвинителство и вие гледате обвинителство кој што треба да ги санкционира, односно да ги спроведе, дали е тоа така или не постапува. Значи ние сме имале случај каде што обвинителството ни кажало не може инспекторот да донесе решение или не е градоначалникот потпишан, а градоначалникот не потпишува бидејќи инспекторот си е сам и независен во одлучувањето, баш за тоа да не може да има никој влијание. Значи тотално пропусти во неколку институции. Во неколку кои ќе распределите по хоризонтала и вертикала. Затоа сметам дека за вакви работи, места каде што се собираат, тука треба да има централизирано. Апсолутно, се слушам. И кој што ќе донесе одлуки и ќе ги координира сите инспекцијски служби. Значи, еден случај ако се случи еден пропуст, тоа треба да ги поништи сите останати одобренија кои што ги има. Ние имавме таков случај за рушење и за затварање. Одма утре дента отвараат, го префрлуваат работењето на друга фирма. Тоа е чисто изигрување, тоа е чисто. Да, тоа е подсмевање и тоа пишувавме соопштенија до медиуми се, едноставно е подопрен глас, без разлика сме пишувале, ама и подопрен глас немало постапување. И имавме кривична пријава, на крајот излезе 5000 евра, за 5000 евра со една забава ќе ги извади пари. Ќе ги извади и баш му е гајле за 5000 евра, може да секој месец да му ги давате. Тоа е добро, за ова морам да се согласам со вас. Меѓународната заедница, според сите пораки што ги видевме, и од амбасадорката на САД, и од амбасадорот на Европската унија, даваат поддршка во оваа акција на владата, што е исправно, бидејќи многу често знаат за некои политички прашања да не бидат баш адекватни, меѓутоа за ова нема дилема. Што е добро и веројатно ќе и остави простор овој пат на владата на вистина категорично да влезе во приказната. Меѓутоа има еден друг момент. Извори во обвинителството велат дека измените на кривичниот законник, оние фамозни измени кои што ги донесува како што ги донесува за да се спасат одредени политички фигури, сега и тука може да одиграат улога. Затоа што за да поднесете обвиненија треба одредени услови. А ако кривичниот законник е ставен на криви нозе, вие ќе најдете повторно и во него дупки, квалитетен адвокат ќе пронајде 300 дупки и некој ќе се излече иако е надвор од разум тоа да се случи. Па затоа кажувам, значи имаше еден текст баш го читав пред да дојдам, во Шведска исто се случи ваков немил настан, дали Шведска зијаме како пример на напредна средена држава. Апсолутно и е. И тоа укажува дека пред 30 години и они ги имале истава случка, каде што во место каде што било дозволено за 150, дошле 500, не биле запазени процедури, немало контроли и така натака, и одеднаш само со нож пресекле. И јас мислам дека ако со нож пресечеме и започнеме од почеток до крај, од доле према горе, од лево према десно, да истражиме, да испровериме се, и ако почнеме еден по еден така да ги санкционираме, мислам дека и самите луѓе кои што се бават, не само со угостителство, и со изградба, и луѓето кои што работат или продаваат одредена опрема, дека ќе отворат многу повеќе очи, дека за малку повеќе профит не би ризикувале да изгубат нешто многу повеќе. Да. И овдека конечно се надевам ќе се докаже дека овој пат нема да биде виновен кабелот како во многу случаи наназад. Морам да им изразам почит на соседните држави, не само на соседните и другите, меѓутоа особено на соседите на Србија, на Бугарија, на Грција, кој што на Хрватска, кој што веднаш излегоа во пресед, како велат она, ние знаеме да се мразиме меѓу себе, да се кодошиме пред меѓународната заедница, да се тепаме од време на време, но во вакви околности покажуваме некој чуден, не е чуден,
Меѓутоа за нас чуден вид на сплотеност примаат наши повредени во Белград, во Софија, каде во Пловдив, тама не знам, во авиони се испраќаат, еве Србија конкретно ве прашувам вас затоа што сте познат представник на српската заедница во Македонија. Србија прогласи ден на жалост, реков, сега ви гледам дека и во Босна и Херцеговина исто така се прогласува ден на жалост, се преземаат мерки да се спасат луѓето во оние што се покритични случаи во соседните земји, несебично ни се помага и ова е добар пример веројатно за дека не сме ние на Балканот баш толку дивљаци како што не сметат. Па јас мислам дека помина времето кога можеа некои наши недоразбирања, а тоа пред се можеби не искористувале нашата нетрпеливост што сме имали едни према други, некој да ја искористи за некои си своји лични цели. И мислам дека со вакви потези и гестови кои што го прават сите соседни држави, бидејќи тоа е факт дека се поголеми, може да имаат и поголеми капацитети од нас, здравствени и така натака, покажува дека и ние самите можеме меѓу себе за некои работи и да се договориме, да си помогнеме и пред се да бидеме луѓе. Јас баш сега кога доаѓав, баш ми кажа дека 2 авиони од Република Србија, војни, транспортни, каза 250 слетале на аеродромот во Петровец, за да уште неколку повредени пациенти ги пренесат во клиниките во Република Србија, дали на ВМА, дали во клиничкиот центар Ниш, за да им се укаже по-добра помош и дека имало и други аеродроми, дали од Полска, Австрија, и дека амбасадорите сите биле присутни да се вклучат и председателот Вучич ги посетил повредените, разговарал со докторите, така натаму. Па тоа е само еден гест и слика која што се испраќа дека ние меѓу себе можеме да функционираме и да соработуваме и во најтешки моменти, но не е ова единствен пример. Дај Боже да се гледаме и да се соработуваме за убави работи. За убави работи, не за ова. Меѓутоа, без разлика, солидарноста во клучни моменти е најважно и таа е она што се памети за во убаво, за на забава е лесно заедно да бидеме. Тешкото е многу поважно. Можеби не е време да се зборува за Србија во случајов, меѓутоа еве сакам да го спомнеме чисто бидејќи релациите се такви какви што се. Во Србија се случи исто така еден страшен настан во Нови Сад. Загинаа 15 луѓе кога се урнаа на Стрешница. Поради тој настан трагичен, настанаа протести, демонстрации, сето тоа кулминираше во саботата практично, кога дури председателот Вучич рече дека ова ќе биде обид можеби за државен удар. Тоа помина, не се случи тоа е. Помина некако, меѓутоа покажува како работите, ако не одат секогаш до крај, можеби Вучич сгреши сега, ова е моје размислување што порадикално не започна да се пресметува со таа урбана мафија или која е да е, може да дојдат до такви разорни последици во кои што целата држава е ставена на коцка. Па јас мислам дека тоа го дискутиравме и тука во студио, ја често го дискутирам со пријатели или кои што ја пратат политичката сцена и тука, и во Србија, и на Балканот, дека тоа беше само еден повод за да некој си ги заврши своите работи или планови кои што си ги има во Република Србија. Точно се случи трагичен настан кој што многу луѓе, ајде да кажам, нема дом во Србија, па и кај нас кој што не изражува сочувство и жалење за сето тоа, но сепак државата, институциите на системот таму покажа ефикасност и веднаш започна со истрага, се покрена обвиненија, се приведува луѓе и потоа тоа што беше долго најавувано и пред самиот настан, дека одлучно ќе се бори со криминалот и корупција, и тоа се случуваше во деновите, неделите пред известно време, многу главни и јаки луѓе испопаѓа, ајде така да се изразам. Добро, платија цената. Дека државата ќе се пресмета до крај, но мислам дека тие протести, него сигурен сум дека тие протести се злоупотребија заради некои политички интереси, пред се на дел од опозиционите партии, дел од невладен сектор кој што потоа се докажа дека е финансиран од надвор, а студентите можеби кои што имале искрена намера како
еден пунктовен дел од општеството само на некој начин се злоупотребија за да бидат маска за нешто друго што се спрема. На крајот, јас искрено и многу се разочарав кога дел од луѓе кои што носат одговорни политички функции од Македонија на некој начин се ситеа на вива или ајде тоа што кажуваат пумпа, како што беше еден слоган. Тоа е слоганот пумпа. Да, ама тоа го злоупотребува и некои политички актери тука во Македонија, кои што навистина јас сум запрепастен, затоа што знам дека тие истите кога имало други или кога биле на друго место на ниво на поставеност на власт, тогаш кога имале добра соработка не реагирале така, а сега едноставно мислејќи дека со некој ако му се случи нешто лошо политички или некој ќе профитира. Некој ќе профитира и жалосно сега ни се случува таков немил настан во Македонија и сега треба ли некоја соседна држава, нас или некој политички актер тоа да го злоупотреби против некого затоа што го смета за политички противник или неистомисленик. Што значи тоа ти да даваш ветар у грб на некого кој што има сериозни индикации дека навистина сакал да сруши државен поредок. На крајот излегува и видео материјали и снимки од состаноци каде што се договараат што е тоа што требало да се направи, да се направи, да се користат од молотови коктели, напади за земање на радио телевизија на Србија, упад во парламентот, каде што треба да се прогласи некоја нова власт, пленум, збор и така натака, со што само се зголемуваат можностите да има уште повеќе настради. Значи малку се оние 15 кои што настрадаа во падот на настрешницата, сега и со такви немили настани кај што ќе дојде до судир со безбедносните сили ќе се предизвикаат уште повеќе нереди и мислам дека тука и претседателот на Србија и безбедносниот систем и целиот систем на Република Србија одигра мудро, бидејќи не се случи некој поголем инцидент, полицијата и безбедносните сили реагираа да не употребат што се вика ни палица, нешто што сме огледале во многу поразвиени земји европски. Иако беа обвинети дека користат некаков звучен топ, па тоа беше дементирано, дури не ми е точно јасно што беше тој звучен топ, тоа е нешто што предизвикува страф некој масовен, меѓутоа денеска во ера на социјални мрежи секој што ќе напише нешто само повеќе долева масло на оганот. Баш денеска имаше пресконференција и по повод помошта и понудата што ја дава Република Србија. Премиерот Милош Вучевиќ кажа дека Србија ќе биде отворена за секоја соработка, но ги демантираше сите тие тврдења кои што излегуваат. Дури повика на меѓународна истрага да дојдат најјаките стручњаци, безбедносни служби да го проверат дека тоа навистина не се случило. Од друга страна па се покажа одлучност, тоа што го зборевме и претходно за случувањата тука, дека секој кој што ќе почне со такви лажни и ќе долева масло или нафта во оганот, ќе биде санкциониран, бидејќи на крајот ти продолжуваш да предизвикуваш тензии во самото друштво. Еве Сабајле имаше случај каде што заменик градоначалникот на општина Обреновац си одел по работа, бил физички нападнат од 15 луѓе, значи Обреновац која што општина може има 50-60 илјади, не знам точно колку жители. 15 луѓе кои што се политички неистомисленици јавно го снимаат и го напаѓаат, го гаѓаат со јајца, демолираат објекти. И тоа е пораката дека на тој начин сакате вие да спроведете некоја своја политика и на тој начин сакате да превземете одредена власт, дали е локална или централна. Затоа сметам дека неодговорно е од актерите во Србија кои што сакаат тоа да го направат, но не е одговорно и тука од кај нас од Македонија на соседна братска држава која што секогаш не излегувала во пресред како народ, не како дали овој или оној на власт. Од тука даваме некој мотив за да се случи немило нешто. И второ нешто што сакам да го кажам е дека владата или власта во Република Србија победила на избори со огромна разлика. Ако ги гледате анкетите, а тие покажуваат дека скоро 50% од народот му дава поддршка на председателот. Секогаш може да повикате на местини беа изборите сега, тоа е. Тоа кога ќе дојдат избори ќе се докаже на крајот. Дали се мести или не, бидејќи се пребројуваат гласовите и со тоа ќе утврдите дали имало или немало, но не можете да наместите разлика од 500, 600, 800 илјади гласови. Може би неколку илјади да, ама неколку 500 илјади сигурно не. Добро, овдека медиумите играат
многу важна улога и во Србија и кај нас. Зошто го велам тоа? Вие кога ќе го отворите спектарот на медиуми во Србија, во зависност од тоа како се поставени, вие добивате драстично различни вести. Нема да кажувам оваа телевизија или оваа телевизија, овој портал или овој, но меѓутоа вие имате две целосно спротивставени вистини. А пак ќе кажам, Но буква не е тоа нијанси. Туку овде имате тотално, непријателот е овој, да го направиме нешто со него, знаете. Затоа ќе кажам дека секоја користи приликата за да задоволи некои своји политички амбиции и цели. Кога не сте успеале на избори, пробувате да најдете Модел. артикулирате некоја енергија негативна, со што ќе пробате со секои негативности што ќе се случуваат да ја префрлувате на тој што треба да го штити системот. А ако сме реални, негативностите се неминовните. Така е. И сега вие за се нешто ќе можете да напаѓате. Прво, јас што ги читав коментарите, многу луѓе биле разочарани затоа што на тој 15 март не се случило нешто дали Што го очекувале и затоа после идат приказните сега па звучен топ, бидејќи очигледно дека ова нешто е спремано со месеци. Па сега ќе одат инциденти на локално ниво за да може таа маса или таа енергија која што реално се создаде да пробаат да ја задржат или да пробаат на некој друг начин или некој друг ден да се направи сето тоа, и затоа сметам дека многу политички актери кои што навиваат без разлика дали се од тука или од соседството, бидејќи сведоци бевме дека таму се приведувани и луѓе кои што се од политички партии од други држави. Имаше најава чудно, од Хрватска имаше, од каде? Имаше од Црна Гора, од партијата на ДПС, од Мило Џукановиќ. Значи секој на некој начин си гледа дека со инциденти или со, ајде да кажам, неуставно рушење на одредена власт или правење на државен удар ќе си ги задоволи своите домашни политички планови и идеи, но не мери дека во тие немили настани може да имаат огромни жртви, последици, не дај Боже. Да. И мислам дека затоа треба да се остават институциите на системот да си ги завршат своите работи, истото важи и за тука. Значи еве сега имаме немил настан, пред да дојдеме гледаме излевање на бес. Јас би го оправдал, да се излезе, да се каже, да се даде аларм, но само некое демолирање, не дај Боже некој друго, предизвикува па друга некоја негативна појава. Токму во тој и аспекти влегувам и јас сега. Значи, не е иста ситуацијата во Србија и во Македонија, се разбира, но имаме голем број на загинати луѓе, бесот е природна состојба во вакви околности, заедно со гневот, заедно со очајот, со тагата, со сето тоа. И да, го спомнавте вие и самиот ова, сепак е насилство сега, реално да збориме, се уништува некој имот, го разбираме, сите го разбираме на човечки аспект, меѓутоа од законски па не е. И мислам дека и овдека ние не може да знаеме деновите пред нас што носат. Едноставно, допрва шокот ќе се намалува, ќе остане само очајот и бесот, и мораме многу да внимаваме сите од тој аспект, политичари. Добро е што сега за сега вака се однесуваат медиумите, затоа што понекогаш малку фали работите да излезат од контрола. Затоа викам, секој кој што ќе напише било каков текст, посебно во ера каде што социјалниве мрежи не може да ги контролирате. Не може, а секој може да извади што сака. А веќе не знаете од какви све апликации има, од TikTok, Facebook, Instagram и така натака. Едноставно, секој може да напише вест, да ја злоупотреби трагедијата, настанот што се случил и со тоа да предизвика можеби уште поголема трагедија. Затоа сите треба да бидеме свесни на нашите постапки, вклучувајќи и од позиција, и опозиција, и од граѓански сектор, и од новинари, за да не долееме, не дај Боже да се случи уште нешто полошо. И се што сметаме дека може да помогне и во расчистување, и во подобрување, треба да го кажеме до надлежните органи или преку одредени иницијативи да го спроведеме таму каде што е место. Апсолутно системски. Но спомнавте дека во соседна Србија не е тајна дека делуваат и одредени интересни групации и ајде да речеме надворешни фактори од X причини. Мислите дека е возможно и кај нас такво нешто? Не е иста
ситуацијата, меѓутоа Македонија исто така има проблеми со соседи, со ова, со она, евроинтеграции, ваков и онаков начин. Па, го видовме, јас вчера искрено ја видов изјавата во врска со приведувањето на поранешниот министер за економија, каде што одма се става национално, кој што е многу осетливо прашање. И сега излегува дека тој е виновен затоа што е албанец, а не затоа што не си ја вршил својата работа. Така е, и мислам дека такви изјави само ќе ја влошуваат на крајот состојбата, но мислам дека институциите ќе си ја завршат својата работа, бидејќи, како што напоменавме и на почетокот, не треба да се делиме ни политички, ни по национална, ни по верска основа. Жртвата е жртва, без разлика дали припаѓа на оваа или на оваа политичка партија, и секој што погрешил или придонел за тоа мора да си ја сноси одговорноста. Богдановиќ велат дека паметните луѓе и паметните нации учат на туги грешки. Ние тугите грешки не сме ги усвоиле за да ги научиме, ќе ги научиме балем нашите. Па, мислам дека е редно веќе да направиме подобрување на системот и така да го поставиме без разлика утре кој да дојде, дали се плави или црвени, дали се од овој национален корпус или од другиот или од третиот, небитно, да не можат многу да менуваат, него кои ќе влезат во системот да можат само да го подобруваат со, ајде да кажам, позитивни законски решенија и пред се со санкционирање. Значи имате јасни правила на игра, ги прекршувате, тоа е санкцијата и тука завршува се. Па кој сакаш биди, на каков да, сакаш. Не можеш да правиш одстапка. Не само тоа, него самиот систем ќе те изфрла. Ќе те изфрла. Тоа мораме да го постигнеме дефинитивно како општество. Јас навистина верувам кога велат дека ова може би една од последните, ако не и последна шанса за нас, бидејќи не можеме премногу долго дозволувавме да. Знаете како се менува времето и вие мора да се прилагодувате на него. Јас кога ја правевме улицата Орце Николов, кога стававме лежечи полицајци и кога мене прашува зошто, например, реконструкцијата толку чини, кога може само да се изгреба асфалт и да се стави, викам, ако сакаме да воведеме зона 30, а посебно во населени места кај што се сервисно и станбени улици, секаде треба да биде прогласена зона 30, бидејќи тука најчесто се наоѓаат градинки, школи, ресторани, кафичи, и кога ќе ставите такви елементи, едноставно, колку и да е некој сака да нагази, да кажам, на газ, ќе мора да застане бидејќи ќе си го уништи возилото. Па нека се лути. И нека се лути. Кога го завршивме сето тоа, ние на самата улица поставивме 156 знака, ако не се лажам, претходно имало 20. Значи 20 години никој не променил сообраќајен режим. А веќе пред 20 години можда се возеле возила кои што возат до 120, одговараат на тоа време, или одговараат на тоа време, а ние едноставно не сме ги прилагодиле. Затоа, ако се воведат стрикни правила, кои што ќе кажат дека на 3-5 години треба да се менуваат и да се усогласуваат правилата со времето кое што ни е пред нас или во кое што живееме, тогаш сметам дека ќе биде многу поригорозно за дали се станува за објекти, јавни површини, приватна сопственост, државна и така натака. Вие имате пример каде што, например, во самите градби на објекти не се почитуваат противпожарни елементи. Ама тука е сега вината, например, каде што и многу дел од елементите ќе ви дадат противпожарен сертификат кој што е добиен по кој знае какви линии, да. Да, и тука треба јасно да се дефинира. Значи не може да имате еквивалент на не знам што. Не, строго дефинирано. Противпожарен секој објект каде што собира 5, 10, 20, 30 луѓе, дали е школа, градинка, дискотека, кафич, мора да биде, например, со противпожарни елементи изградено. Пример, камената волна е нешто што држи 60 до 90 минути. Да имало такви елементи изградено, имало доволно простор за да се напушти објект. На време, да. Да, а вие кога го немате сето тоа, доаѓате се случуваат вакви работи. Да. Доаѓаме до крајот на емисијата, воопшто не е време за политички прашања, се разбира. Минатиот пат ве прашав дали вие бевте градоначалник еднашка на општина Центар, дали би имале амбиции повторно за такво нешто, меѓутоа овој пат ќе го прескокнеме тоа прашање. Сепак има време, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас и се надевам дека
од сите овие, нажалост, трагични настани ќе излеземе поумни, попаметни, за да нешто вакво не ни се случи година. Да. Да, почитувани гледачи, мислам дека пораката на господинот Богдановиќ апсолутно држи вода. Време е да излеземе помудри од оваа трагедија. Животите на страданите не можеме да ги вратиме, за повредените ќе се бориме, но поуките од оваа страшна трагедија мора да бидат навистина големи и навистина мораме сите во своите глави пред се, а потоа и групно, колективно да се запрашаме каде одиме, што правиме и конечно да се пресметаме со она лошото во нашите редови што не уништува и што ни го загрозува опстанокот не само наш, туку и на нашите деца. Тоа беше се за вечерва.